Македонските транспортери се на прагот од решавање на голем проблем со визите и нивниот професионален престој во земјите од Европската Унија. Ние како асоцијација заедно со другите здруженија на Балканот пред 2 месеца имам напратен уште еден допис до Европската комисија. Таму добивме одговор дека ќе размислува за некој вид на визи во траење од 5 години кои би можеле да се даваат на возачите за да немаат вакви застои, и борбата продолжува во однос на тој дел, бидејќи тоа е основното. Функционалноста на возниот парк зависи од возачите. Токму ова броење на денови на престој во земјите од Европската Унија за македонските професионални возачи е еден од најголемите проблеми со кои во оваа година се соочуваат македонските транспортери. Возачите се посебна категорија која што овие броење на денови се спроведуваат во континуитет, што значи предизвикаа доста проблеми во однос на движење на нашите возила, затоа што не е sejedno да ви запрат возило, да го вратат возачот назад, а вие сте во нужност да најдете нов возач кој што ќе ја заврши превозната операција, така да трошоците максимално се зголемија во овој период. Како таков, спомнатиот проблем останува најприоритетен за решавање и за следната година. Од оваа причина. Поради активните мерки што ги спроведуваат државите од Европска Унија за привлекување на возачите од Балканот, каде што спаѓаме и ние, што значи од една страна ни ги земаат возачите, од друга страна овие што останали им бројат денови, така да тука е најголемиот проблем. Макар да имавме проблем со намалениот пазар, односно движење на стоките. Евентуалното давање на најавената 5-годишна виза за вкупно евидентираните 17.000 македонски професионални возачи ќе значи огромно олеснување. Ова исто важи и за евидентираните 2700 компании во земјава, чија основна дејност е транспортот во Македонија и надвор од нејзе.